Секоја чест, храбар, оригинален, но и опасен екзибиционизам на браната градче. Двајца исклучително храбри кочанци, испровоцирани од дебелиот мраз во кој е оковано езерото, одлучија на него да се повозат со велосипед. Ова е веројатно единствено искуство досега и кочанците ќе влезат во урбаната историја на градот како први кои ова го направиле. Адреналинот е нешто на кое човек тешко може да му одолее, но сепак идејата, иако оригинална и провокативна, е и многу опасна, тврдат физичарите. Да ви кажем одма дека одењето на замрзната вода е опасна работа. Дори ако дојде до кршење да попадне под мраз, обично од 100 случаи 95 ја се удават. Може да пукне кај што нема да очекуваш. А обично ако се движиш, посебно со точак или ти практично ќе уреш под мраз. Ќе пукне тука, ќе уреш под мраз и нема да можеш да излезеш. Опасноста доаѓа од непредвидливоста на мразот, зашто онака како што изгледа, секогаш не е. Затоа што вие не знаете мразот секаде дали исто дебел. Нормално мразот само дебелината е таа што држи. А бива некаде потенок или пукнат, ќе пукне, ќе влезете внатре и под мразот ќе се давите. Како и да е, двајцата кочанци имале многу среќа и тие ова искуство ќе го паметат и раскажуваат долго. Конечно, ова е потврда дека температури пониски од минус 20 степени за некој можат да направат терен одличен за авантура. Но да се повторува истото не е препорачливо. Опасноста е многу поголема од моменталното чувство на среќа и исполнетост.